Остануваме на тема култура. Во Македонија наутро гостен е еден од уметниците кој што е секако гордост на нашата земја, балетан, кореограф, изминативе 4 години и директор на балетот во Сплит. Велам добро утро за Игор Киров. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдов и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Споменав 4 години директор на балетот, го заокруживте мандатот конечно, но во никако лоши услови изминативе 7 месеци, имајќи предвид дека многу работи беа предвидени, меѓутоа веројатно не е дочека реализација. Што пропушти публиката? Публиката пропушти, па вака, ја може да кажам дека и за изминатите 3 години пред ова дека сето што го бев замислил, сето оно што беше планирано, се реализираше, се оствари, така да и можеби последните 7 месеци или последните, мада не беа затоа што ние во мај се отворивме, веќе во мај почнавме да го спремаме Сплитско лето, така да де факто во Сплит се испуштивме само две премиери од 3 колку беа зацртани. Првата остваривме на почетокот на сезоната, отворивме сезоната и се си профункционираше, се работеше се до ситуацијата март. Ја мислам дека публиката изгуби, но повеќе изгубивме ние како уметници отколку самата публика, затоа што едноставно конкретно балетот е музичарите може да свират дома, глумците може да глумат дома, но ние како балетски уметници, мислам ја више не играм. Многу потешко и дека нас да се одржуваме во форма самите за себе дома за тие 3-4 месеца колку бевме затворени. Така да сакам да кажам за пропуштивме, но времето си го прави своето, полека се вративме и сега се функционира како што треба. Но далеко од тоа дека ништо не се работеше. Едно од представите која што сараевската публика, да речеме, ја остави без див, беше Сви марш на плес, символично насловена балетска представа по легендарните хитови на Било Думе. И кога гледав некои видеоматеријали во текот на вчерашниот ден, навистина одлично изгледа. Благодарам. Па во време кога Сараево вриеше со заболени од корона, ние решивме да стапиме на сцена и да го оствариме проектот кој што го бевме зацртале во главата. Сви марш на плес по музика на Бело Дугме, за кој што копирајт или правата на музика ги добивме бесперви од Горан Вреговиќ, што ни беше големо задоволство. Една представа која што беше подпомогната од Министерството за култура на Република Македонија и град Скопје за македонската страна, Министерството за култура на кантонот Сараево и Министерството за култура на Република Словенија. Значи една меѓународна соработка за регионалната платформа Balkan Dance, проект кој што јас и моја асистентка, пријателка, колешка Мојца Мајцен го основавме во 2011 година за обединување на млади, надежни таленти од регионот. Представа која што како што рекохте вие, најдена доста добра критика и од страна на публиката и од страна на луѓето, на медиумите. Една представа која што беше замислена во 80-те години, почетокот на 80-те години, на една бригада. Се сеќаваме како сите, мислам, јас не се сеќавам, мал сум бил, него постарите луѓе се сеќаваат како се правят тие работни бригади. Во овој пример пругата Брчко Бановиќ. Така да имавме играчи и глумци од просторот на цела бивша Југославија, значи словенци, боснанци, хрвати, срби и црногорци, јако македонеци. Приказната за една генерација и едно време убаво е Така, го сместивме се во еден простор, во една работна акција, каде што беше во склопот на затворањето на Сараевскиот филмски фестивал, но поради ситуацијата, како што требаше Сараевски филмски фестивал да се одржи во Народниот театар во Сараево, не успеа да се деси, него Сараевскиот фестивал беше онлайн, а ние одлучивме сепак да излеземе од театрот и да го направиме испред Скендерија, каде што де факто и Бело Дугме или многу бендови од бивша Југославија се прославија или ја започнаа својата кариера таму. Според епидемиолошките, според епидемиолошката ситуација, можевме да имаме само 100 луѓе внатре, мислам 100 луѓе надвор, а Скендерија мислам дека во позадина беа уште некои 300 до 400 луѓе кои што стоја и ја гледа представата. Представа која што за мене представува еден излив на емоции
кога ќе се слушнат тие стари хитови на Бело дугме, сите знаеме и сите сме свесни колку буде емоции кога ќе слушнеме Селма или И ти ме изневере или Плюни запе моја Југославио или Сви марш на плес или Милиција тренера Строгочи, сега да ги редам сите хитови кои што сите ги знаеме, кои Бело дугме ги има. И ова беше у суштина и првиот балетски проект или модерен проект на музика на Бело дугме. И едно од прашањата кои што најчесто го поставуваме во овој период е како понатаму. Театрите, културните институции генерално во нашата земја се уште се под клуч, со исклучок на оние кои што работат, но не со посакуваното темпо. И протоколите се очекуваат, дел од нив ги добија па може и да работат. Пристигнали протоколите, да речеме, во ХНК Сплит? Како ќе функционира периодов? Вака, значи, од тоа што последне дуго сум неколку дена, значи, збирање на голема група на луѓе е забрането, се забранува или се смалува, но во театрите, значи Министерката за култура потцрта јасно и гласно дека во театрите со регуларниот протокол е дозволено да се збираат и поголем број на луѓе колку што дозволува еден театар. При нашиот театар има 750 седишта. Со новите мерки може да влезат околу 250 до 300 луѓе. Значи на секое се ставија плексигласови, така да со секој луѓето може да влегуваат без проблем. Имаме 3 спрата плюс партеро, така да до 300 луѓе може да влезат во публика. Каква е тогаш посетеноста? Кај нас и оние кои што функционираат регистрираат многу слаба посетеност? Точно е, луѓето де факто и се плашаат. Но ја мислам дека оние кои што стварно го сакаат театри, оние кои што сакаат малку пословие после целиот простор за затварање кина, затварање на театри, тој кој што го сака театорот и кој што не се плаши дека или кој што затоа што сепак се запазуваат стварно епидемиолошките мерки, мислам дека нема потреба затоа што еркондишните работат како што треба или вентилаторите или сега грејењето, мада таму се уште е рано за грејење. Размахот е тука. Мислам дека, јас лично мислам дека нема потреба секој оној кој што ќе посака да влезе во театар да се плаши нормално. Подсвесно секој од нас го има тој страв, оној кој што е прелебело си знае како, оној што не се плаши да не го фати тоа. Нормално е целата ситуација, но мислам дека јас би ги охрабрил сите кои што сакаат да влезат во театар и да дојдат во театар, да го направат тоа затоа што мислам дека се почитуваат сите мерки. Проблемот е кај нас на сцена, затоа што во некој пример кај нас во Хрватска конкретно не мора да се држи дистанца помеѓу луѓето од зборот, од оркестарот, од балетот, затоа што ние работиме секој ден заедно, ние не се работи во групи како што се работеше на почетокот, него наставно мислам дека се бара од нас да се створи тој колективен имунитет на работа и доколку се деси нешто, еве се деси пред 2 недели, пример балетот беше затворен на 2 недели и се чекаше да пројде тие 14 дена и еве од понеделникот се вратија на работа и идеме дале. На уметникот на вистина најмногу му недостига публиката, тоа е воздухот, но ако го земеме најоптимистичното сценарио дека на пролет би можело колку толку да се нормализира состојбата и да продолжиме горе-долу да функционираме. Колку време ќе треба на културата, колку време ќе треба на уметноста да се врати од позицијата година наназад стоење во место? Сето тоа зависи затоа што секоја културна институција е поддржана од државата или од Министерството за култура генерално или од локалната самоуправа, се зависи кој театар на што е основан, но мислам дека тука една држава треба да биде или треба највеќе да се гордее со културата. И доколку културата е спуштена сега на едно многу ниско ниво, не ради тоа што ние сакаме, него ради тоа што е како е, тука најголем чекор како и во сите други гранки Министерството за култура треба да биде одскочна даска за да ние продолжиме натаму што се однесува финансиски да се направат или да се остварат проектите, така у принципу не само во Хрватска, него и со сите мои контакти со колеги од Германија, од Австрија, Швајцарија функционира на исти начин. Значи, секој еден театар е поддржан од страна на државата. Така да државата е одговорна да ги културно едуцира своите граѓани. И што по завршувањето на директорскиот мандат? Мислам дека, да бидам искрен,
во оваа ситуација е малку и неблагодарно да бидеш веќе одговорна особа, да владееш со нешто или да особено во ситуација. Така да мислам дека имам некои планови за кои што мислам дека се уште рано да ги зборувам. Една од опциите е Германија, да се вратам назад, тоа и планирам. Има некои понуди за Германија, така да се надевам дека кога се тоа ќе помине, што се однесува до оно што го работам, да го работим понатаму. А јас како кореограф, сви марш на плес ја планираме да ја ставиме, значи како ја направивме сега надвор, сакаме да ја вратиме во театрот за 29 април да биде театарската премиера и потоа затоа што веќе имавме доста побарување од луѓе од бивша Југославија. Меѓу едно тие е и Македонија, за кој што сакам и се надевам дека ќе успеам да ја донесам представата во склопот на Скопско лето и Охридско, доколку се најдеме, така да и македонската публика успее да го види тоа, за кој што мислам дека е доста интересно, емотивно и енергично дело, каде што секој од нас и оној кој што не живеел во тоа време може да се препознае, да свати како некои луѓе живееле тогаш кога ние сме се уште биле мали. Полни раце работа имавте изминативе 4 години со балетот во Сплит, многу реализирани културни проекти, но коригирајте ме ако грешам. Мислам дека една од представите која што се издвојува, ајде да речеме по бројот на турнији и по бројот на аплаузи е 5 до 12. Тоа е една од представите која што е гордост, па ќе си ја носите така како печат убав? За мене секоја моја представа си има свој печат, си има своја добра и лоша страна и кога тоа беше 5 до 12 беше кршењето на мразот во Хрватска, со кој што јас се освоив сплитската публика или поточно хрватската публика, затоа што таа представа беше стварно 40 пати одиграна за 2 сезони, што представува еден рекорд за модерна представа, не збориме за една класична представа која што е Кршечка, каде што сакаш некеш секако се продава. Представа која што беше работено со еден македонски тим на луѓе, како што е Кирил Джаковски композитор, Александар Ношпов како костимограф, и ја како кореограф, една македонски тим на луѓе кои што го скрши мразот во Хрватска, и тоа беше у принципи моја прва представа таму. И од тука тргнаа сите подготовки и освојување на публиката и на играчите и на генералниот, за да потоа следи и понудата за директор. Мислам дека за мене не 5 до 12, не на патот, не Ист Вест или Дервишот и смртта или посветување на пролета, Атлантида и сите тие представи кои што јас ги оставих како кореограф. Тоа исто значише за мене и надградување како не само како администратор, затоа што да бидеш директор не е само да бидеш креативец, него е на овие простори е многу тешко за да бидеш директор, затоа што треба да се бавиш со многу административно-социјалистички закони кои што и ден денеска постојат во овие наши простори. Поточно, се не знам како се во другите сектори во културата, тие некои закони кои што станаа од време на бивша Југославија, уствари, место да се зачува тоа што е доброто се исфрлило надвор и се зачувало само тоа што е на некој начин лошото. И сега лошо, колку е лошо тоа сите знаеме, кои што работиме во театрите, секој сака да биде заштитен, да има доживотен договор и на тај начин да се осигура, но сите знаеме дека конкретно балетот е професија која што е за млади. После 40 или 45 години знаеме дека нашето тело е веќе при крај, што се однесува за на сцена, и секој од нас треба да биде свесен дека после одредена граница не треба да размислуваме што понатаму. Но законот како не штити или како ги штити, многу од луѓето се ослонуваат на тоа. Сакам да кажам дека се бавев со многу административни работи кои што кога си креативец некој знаа да сметат, но кога ќе се наслучиш или кога имаш добар тим на луѓе околу тебе кои те поддржуваат, мислам дека го најдов правиот начин како да балансирам, да бидам и креативец, да ги стварам сите тие дела, да гостуваме, да патуваме, да добиваме добри критики, с голем број на публика и у исто време да бидам оно што кажав претходно. И постојано излегувате од комфортната зона. Веројатно и тоа е рецептот за успех. Точно, предизвик. Значи секој предизвик е излегување од комфортна зона. Сега најлесно е да имаме доживотни договори, се знаеме од 10 до 2 работа и готово. И кога станува збор за успешната кариера, ако навратам години наназад со балетската секција во Пионирскиот дом во Штип, па до сега, можевте ли никаде да замислите дека вака ќе ви се движи кариерата?
Како ја замислувавте како дете? Каде се гледавте? Вака, јас сакав да играм. Тоа ми беше мојата желба, да сакав да играм и едноставно не се откажав од тоа што го сакав. Времините беа други отколку сега. Сега е многу полесно, сега е многу по луѓето може да оди во контакт во тоа што значи танц, игра, плес, како год сакаме да го кажеме, балет. Тогаш бев лимитиран, значи имаше опција македонска телевизија, шоуто мора да продолжи од 7:30 до 8 го дава или влегува директно во MTV и тоа ми беше единствен начин кај што ја може да видам како изгледа видео трейлер на Мадона или на Майкл Джексон или на Витни Хјустон кој што или на Пол Абдул или евентуално инспирација беше филмовите Dirty Dancing, Flashdance и не знам уште кој беа, така да од тие некои минимални основи кои што ги имавме како инспирација, јас сакав да играм. Знаев дека тоа ме влече, но живеевме во 90-тите каде што и мислам дека и ден денес кога ќе ги видам ствари дека зборот танц не е на едно ниво каде што треба да биде, каде што луѓето ќе го прифатат како што треба и каде што еден родител ќе каже иди си не играј. Конкретно за машки зборувам. Чиј совет најмногу ви помогна да се изградите како личност, професионалец? Кој најмногу ви помогна? Вака, имам два до три, мислам дека додека бев во Македонија, најмногу или идеите ги црпев или ми даваш идеја Гордана Дејанпов Христова, затоа што работев доста со неа. И како голем врвен професионалец Гоца, секогаш се трудеше да ме насочи во правиот смер, но одлуките, крајните одлуки секогаш беа мои. Кога излеков веќе од Македонија, кога почнав конкретно се бавам со професионално со ова што го правам сега, кога добив првата награда во Нагоја 2006 година, покојната Маја Плисецкаја, која што е легенда во светот на балетот, после завршувањето на надпреварот, уствари таме добив награда за најталентиран млад кореограф, дојде до мене, но мислиш дека Киров, затоа што знаеме дека името Киров во Русија значи многу, значи многу Киров балетот, сите некои од големите звезди потекнуваат од таму и само ме праша дали Киров е моето вистинско име или моето право име. Ја викам, вистинско име е тога, мислам тоа е кај нас во Македонија, не зашто ви стави, затоа што Игор и Киров заедно како уметник или како балет, човек кој што бали во балетот, е малку чудно сега некој да се вика Игор и Киров и ми каже Господ ви дал се, искористете го тоа што го имате, пронедете се повеќе во тоа што го правите и еден ден од вас ќе биде нешто повеќе. Значи со тие зборови ми секогаш бе мотивација дека ако една особа како што е Маја Плисецки го препозна тоа што го има во мене, а тогаш уште бев млад, уште сакав планини и ридови да скокам за да бидам тоа што сум сега, така да на некој начин тие ми беа две додека бев тука со Гоца, потоа тоа секогаш оддекнуваше во мене дека само треба да бидеш самиот со себе, да го знаеш да знаеш целта во својот живот за да успееш. Така да на некој начин тоа секогаш ме водеше напред и знаев дека и бев свесен дека не можам да играм вечно и дека еден ден ќе треба да размислам и за нешто друго, но како што почнав покасно да се бавам со оваа професија, одиграв добри 18 сезони до 38-та година си знаиграв, играв во 10 компании, променив неколку држави, пропатував во многу континенти, за да се надградам и да бидам тоа што сум сега. И многу од хрватските културни критичари за вас велат дека го издигнавте балетот за неколку скалила. Сега не можам да ви прашам доколку ви кажат, еве Игор, македонскиот балет е во ваши раце од денеска. Што е првото нешто што ќе го направите и како го гледате за 4 години, ако го земеме еве мандатот цел во раце? Тешко прашање. Вака, нормално дека секоја компанија има своји добри и лоши страни и своји предизвици. Нормално, сум размислувал за тоа, не дека не велам не. Идеи има многу, ако успеав од Сплит, кој што беше на маргините на некој начин, не на распаѓање, него едноставно беше во некоја си форма кој што се неколку години стоеше во место. Мислам дека со добра визија, со добра идеја,
со поддршка на, секогаш е многу важна поддршката на генералниот кој што стои за таа куќа и поддршката на Министерството за култура, затоа што ние припаѓаме или секоја национална куќа припаѓа под Министерството. Прво треба да се направат едни добри реформи, во реформи со закони, што е многу важно, а во меѓувреме додека се прават реформите, да се спроведуваат и плански, економски и програмски добри цели испред себе. Значи, треба како директор да си го познаваш својот ансамбл, да знаеш тај ансамбл во што може да изгледа добро, во што не. И каков програм би требало да се направи за ансамблот, а во исто време да се освои публиката. Тоа е што го правев во Сплит. Во Сплит не знаев кога влегов точно каде влегувам, во што влегувам, но после одредено време почна да сваќам што на публиката и треба, а во на исти начин како ансамблот да добие предизвик, да изгледа добро, а сепак да се дадат успеси, да се зголеми број на продавање на карти, што исто многу важно, дека еден ансамбл како што е Македонската опера и балет треба да се посади повеќе и во внатрешноста на Македонија, значи ние мораме да едуцираме и младата публика. Тоа го правивме и во затоа што Сплит беше Сплитско-далматинска жупанија, значи не само Сплит, кој Сплит, него ги имавме и сите околни мали места и градови каде што ние јас имав спремен програм и за голема сцена и за мала сцена, така да луѓето не беа оставени на страна, не беше само Сплит како Сплит, не е само Скопје како Скопје, него 2017 последен пат кога бев со гостување со ХНК во Штип, штипската публика беше воодушевена после 20 години да добие да види нешто. Сега да не збориме колку помали места во Македонија има, каде што, мислам, во поголемите градови се наоѓа дома на културата или театри, во малите места ги нема. Така да ние, како национална институција, секојаш треба да бидеме спремни да едуцираме својата публика, а како дирекција да сме спремни да и отворени према Запад за соработка со светски кореографи, но пред се да не се заборави дека оно што го имаме ние наше, македонско, никош да не се стави во втор план, него секојаш во прв план. Затоа што верувам и знам дека тоа што го имаме кај нас постои, но на исти начин треба да се отвориме многу повеќе према Запад и да се избалансираат не само кореографи, него и играчи. Кога ве прашав на што ќе се фокусирате или каде во периодот кој што следува, споменавте Германија, но во онаа листа на замислени професионални желби во иднина, има некоја која што посебно би сакала? Сега ќе ви кажам што ми е во план. Добро. Значи, здравје Боже, ако биде секој што треба, добивме прошлата година од Штипскиот театар, што ми е многу драго, заедно со Драгана Милошевска да направиме една кореодрамска представа, Крал Едип, и се надевам дека тој проект ќе се деси во 2021, затоа што поради ситуацијата се уште не се отворени театрите, се уште не знаеме на кој начин функционираат, но се надевам дека во 2021 или почетокот ќе успееме да најдеме начин со Штипскиот театар да ја го оствариме тој проект, што ми е многу драго дека после 96-та последен пат кога играв уште за Макфест, уште кога играв во театар, се враќам во својство на кореографија, ќе направам нешто за Штипскиот театар. Во меѓувреме сум во преговори со државната опера во Ташкент, во Узбекистан, кој што ја побара Дервишот и смртта како представа да ја поставам кај нив. Имам уште две преговори со компании во Германија, за кои што се надевам дека ќе го направам тоа, но како што реков, значи мислам, се гледам самиот себе си можеби и во Македонија, се гледам самиот себе си можеби во Германија, се гледам самиот себе си можеби во Малта. Тоа со Македонија, јас би сакала да биде. Сите карти се отворени, јас сум отворен за секаква соработка, за секаков разговор, комуникација. Секој сум правил и мислам дека и ќе правам се што мислам дека е најдобро за развитокот на македонската танцова сцена, македонскиот балет, така да тргнувајќи од средната школа до академијата, до македонската опера и балет, мислам дека кога некој си ја сака својата работа и верува тоа што го работи, и доколку му дојдат препреки испред себе, аз знам дека секојаш препреки ќе се најдат, со добра визија сето тоа може да се реши. И благодарам што секогаш сте отворен за разговор во утринската програма. Благодарам и на вас. Споменавте дека на балетот му е неопходна сцената и дека не може без тоа, но
Имаме, да речеме, неколку видеа материјали кои што покажуваат одлично дека и во домашни услови може да се вежба. Може да ги погледнеме заедно. Може. Благодарам за гостувањето. Благодарам на вас. Балет во услови на пандемија, наредниве минути.